Добро вечер, Конче, почитувани присутни, почитуван поранешен и иден градоначалник Благо Илиев, почитувани другарки и другари, почитувана подпредседателке, господја Костова, почитувани представници на раководството на партијата. Навистина, ми е драго што вечерва сум тука меѓу вас. Благодарам за тоа што сте дојдени во голем број. Тоа што сте тука присутни, укажува дека многу добро знаете како Благојче работеше во минатиот мандат. Многу добро знаете како се однесуваше додека беше градоначалник. Многу добро знаете дека вратата му беше секогаш отворена, работеше за доброто на општината и на вас, граѓаните. И сега кога имаме еден временски простор, една временска дистанца од 4 години после неговиот мандат и сегашниот градоначалник, навистина можете вие најдобро да воочите каква е разликата и како е да се живее во оваа општина кога градоначалник е некој како нашиот Благојче и како после него градоначалникот на ВМРО-ДПМН работи диаметрално спротивно. И верувајте дека е тоа така насекаде низ државата. Нема општина во која што СДСМ има градоначалник, а да ветената програма не е завршена 90 или 100%. И нема општина во држава во која што има градоначалник ВМРО-ДПМН, а да програмата е завршена повеќе од 20%. Како да се надпреваруваат? Кој помалку ќе сработи за граѓаните? Вие најдобро знаете како во времето на Благојче тука се реконструира патиште, се правеше нов локален пат, се направи градинг, се направи спортска сала. Каква визија имаше да Конче продолжи и да се развија понатаму. И затоа знам дека поради сето тоа во недела ќе излезете и ќе заокружите број 5 за Благој повторно да води ова општина со својата визија, со својата програма, за да не само Конче, туку и целиот регион продолжи да расте, да се развива така како што заслужува, така како што заслужуваат и младите, и пензионерите, и сите кои живеат тука. Почитувани присутни, година и пол дена власта ја држи ВМРО-ДПМН. Нема дел од државата во кој што не поминавме овие изминати месец дена за време на кампањата. И верувајте дека нема една категорија на граѓани кои се задоволни од нивното владење. Работниците немаат зголемување на платите. Трошоците за храна, трошоците за живот растат без контрола. Владата не прави ништо да ги исконтролира, иако има механизми за тоа. Во најголемите кризи во кои што се соочивме ние како влада на СДСМ во изминатите 7 години. Во тешката ковид криза, во тешката енергетска криза, во тешката финансиска криза, после тоа ниту еден граѓанин не оставивме по страна. Не дозволивме да пропадне ниту една компанија. На 2 милиарди евра отидоа како директна помош за граѓаните. 80.000 работни места се зачуваат, 20.000 компании се зачуваат. Над 600.000 семејства има помош во сметките за струја. И ако тоа можело да се направи за време на такви едни кризи, нема ниту една причина сега да не се направи. Кога нема никаква криза, единствена причина зашто тоа влада не го прави поради тоа што не се грижи вистински така како што треба, ниту за државата, ниту за граѓаните. Пензионерите се прелажани. Им ветуваа лани поголеми пензии. Ги предупредувавме дека линеарното зголемување на пензиите не е добро за системот, дека не е одржливо. И што се случи? Со сегашното зголемување наместо потребните и тоа што следуваше 2000 денари, пензионерите добија само 1000. И дополнително на тоа ја загрозија стабилноста на пензискиот фонд. Не само што пензионерите не се сигурни дали ќе има понатаму зголемување на пензиите, не се сигурни во 2026 година дали ќе има сигурна и навремена исплата на пензиите, затоа што дупката во пензискиот фонд е повеќе од 50%. Земјоделците целосно излажани, сточарите
со помала субвенција за грл добит. Тутунарите без соодветно зголемување по класи на тутунот. Лозарите без никакво зголемување субвенција по килограм грозје. Секоја наша предложена мерка ја одбија. Предложивме 3 денари дополнително за килограм грозје. Го одбија во парламентот. Власта на ВМРО ДПМН, почитувани присутни, се грижи само за себе, за своите интереси, само за партијата и за една мала група на луѓе. Целосно го закочија европскиот пат на земјата. Да ве потсетам, ветува враќање на името, ветува подобри преговарачки позиции со Бугарија, ветува поништување на договорот со Бугарија. Што направија? Едно големо ништо. Седна во фотелите, го користат уставното име Северна Македонија, а граѓаните останаа излажани. И додека целиот регион оди напред, додека Албанија и Црна Гора се на прагот за влез во Европска унија, ние останавме тешка периферија на Европа, без никаква перспектива како ќе се движиме во иднини. Додека сите други земји се грижат за своите граѓани, ние ќе бидеме тие кои што како мигранти ќе не вадат пред граница да не проверуваат како да доаѓаме од кој знае која африканска земја. Ете, тоа е власта на ВМРО ДПМН и на предавниците од ЗНАМ. А предавниците од ЗНАМ ќе завршат како сите предавници на буништето на историјата, како сите предавници, клиентелисти, лажни патриоти и националисти. И поради сето тоа, поради лошите политики на власта, на централно, поради лошите политики 4 години таму кај што владеа на локално ниво, јас знам дека вие длабоко во себе знаете кој е вистинскиот избор во недела. И дека ќе обстанете цврсто и нема да подклекнете на страшните притисоци кои што знам дека ви ги прават секој ден изминатиот период. И уште повеќе ги прават последните 3-4 дена до изборите. Со полиција, со финансиска полиција, со шумска полиција, преку социјалните служби. Сакаа да потсетат на едно време на кое што сите ние верувавме дека одамна заврши. Луѓето сакаат нормален живот. Сакаат никој да не ги притиска, ниту да ги уценува за која партија ќе гласаат. Но оваа власт не знае поинаку. Само притисоци, само закани и само подкуп. Затоа да излеземе во огромен број во недела, тука во Конче, да го заокружите бројот 5 за Благо Илиев, за старо новиот градоначалник, затоа што таков градоначалник заслужувате, кој што ќе ви служи вам, не на мене, кој што ќе ви одговара пред вас, не пред мене, за да Конче и целиот регион продолжи да се развива. Да сте живи и здрави и во недела да славиме голема победа. Благодарам.